Да, исто само брако. Уште по-убава. Среќа само да се Во последниве неколку недели се потврди дека актуелната власт владеела не само со уцени и со притисоци, туку дека владеела и со фантомски гласачи, манипулирани списоци и многу државни пари потрошени за партиска сметка. Замислете, после проверките на избирачкиот список се покажа дека над 330.000 гласачи во избирачкиот список се сомнителни. И тоа го потврди сето она што го зборувавме во изминатите недели и месеци. А тоа е дека без чистење на избирачкиот список македонските граѓани нема да имаат верба во изборите. А кога граѓаните немаат верба во изборите, тогаш во државата животот не може да стане подобар. Во последните десетина дена уште една институција потврди дека во Македонија се случувале серија на изборни кражби. Тоа за жал беше Уставниот суд. Замислете, Уставниот суд донесе одлука со која му даваат шанса на Иванов да помилува продавачи на дрога, педофили и луѓе кои што го краделе гласот на македонските граѓани. Со оваа одлука на Уставниот суд власта призна дека правеле изборен криминал. Сите сакаме семејството да ни биде цело, да не ни се цепка. Денеска во Македонија нема семејство кое не е изгубило некој што заминал. Прво заминуваат за Скопје, а потоа заминуваат и денеска. Овдека ме пречекавте, имаш поздрав од син ми од Словенија. Пред некој ден во Делчево имаш поздрав од ќерка ми во Германија. Сакаме Македонија да им понуди повеќе шанса на младите и затоа во нашата програма главниот акцент го ставивме на решавање на вистинските пред се економски проблеми. Повеќе работни места, ама работни места кои носат повисоки плати. Овдека и низ цела Македонија јасно е дека веќе младите не можат да формираат семејство со две минимални, дури ни со две минимални плати. Затоа нашата цел е со закон ќе ја покачиме минималната плата, со тек на време да стигне до 15.000, прво 12, а потоа 15.000 денари, но главната цел ни е со средства кои државата ќе ги дава на фирмите да се создаваат подобро платени работни места. Нашата цел, нашата заложба е македонската просечна плата да биде над 29.000 денари, за да може семејство барем основните трошоци да ги покрие. Да ги ослободиме граѓаните од болничка партиципација и второ, да ги покачиме платите на докторите и на медицинскиот персонал, за да не продолжат да ни заминуваат од државата. Не само во Пробишти, во Скопје веќе имаме недостиг на лекари, особено специјалисти, кои Македонија ги школувала и кога се готов производ, заминуваат Бугарија, Словенија или Германија. Во делот на образованието сакаме поише шанси да дадеме на децата и на наставниците да не работат под притисок. Ќе го укинеме екстерното, ама ќе обезбедиме подобри услови